Неверството не е само прекин на доверба. Тоа е момент кога се крши неведливата обвивка, што ја заштитува интимноста на партнерите. Во срцето на секоја врска лежат довербата, лојалноста и споделените вредности, па кога една од тие ќе се пресече, резултатот е длабока, често неповратна емоционална рана. Но што е вистинско несогласување помеѓу приватно и јавно? За некои семејства, неверството останува приватна трагедија, лична суштинска болка која се лекува со време, искреност и доверлив диалог. За други пак, во ера на социјални мрежи, таблоиди и реалити шоуа, станува дел од јавен спектакл. Истовремено, неверството може да биде и драматична илустрација на човечката несовршеност, како признавање дека љубовта не е само еуфорија, туку и одлука и работа. Во современиот контекст, каде што емоциите често се преточуваат во статуси или драматични насловни страници, неверството добива нови обележја. Јавно резонирање, емотивни клипови и скандали. Но зад секоја голема приказна се крие вистинска човечка тага. Во време кога приватноста на јавните личности честопати е поотворена отколку никогаш, неверството за многумина веќе не е тајна. Напротив, се чинат како да се составен дел од медиумскиот дискус, од Холивуд до музичкиот бизнис. Случаи како оние на Бред Пит и Дженифер Анистон, или понатаму аферата која го потресе брачниот живот на Себастијан Ветел и неговата сопруга, или пак неверството кое главна тема беше кај славните музичари. Сите откриваат каква разорна моќ има единствениот чит на предавството. Овие примери, освен што ја држат јавноста будна, представуваат и звук за длабоко лични, но и општествени дилеми. Дали неверството е само современа мода или пак трагедија која се повторува во нов облик? Бред Пит и Дженифер Анистон. Нивната разделба во 2005 година започна лавина на гласини за неверството што Пит наводно го имал со сонародничката Анџелина Џоли. Иако ова никогаш не беше потврдено како причина, јавноста беше убедена дека е причина за разводот. И така започна долгогодишниот медиумски моментум. Себастијан Ветел и неговата сопруга Хејле во 2015 година медиумите шпекулираа за емоционална афера, која колумнираше во приватниот крајок. Оваа афера е потврдена повеќе како случај на емотивен прекин, отколку физичко неверство, но доволна за да прекине тема за довербата и чувствата што исчезнуваат. Музички суперзвезди, како што беше случајот на Скот Дисик, кој јавно призна дека предавството на партнерката е причината за нивниот прекин на врската, иако се уште има желба да ја рестартираат. Овие примери не се избрани случајно, тие ги символизираат глобалните референции што ги користат медиумите и кои обликуваат перцепцијата за модерното партнерство. Секогаш кога јавниот простор го прелепува приказна за јавно невидено неверство, тој ја пригушува нормализацијата, не само на самиот акт, туку и на стравот и емоционалната криза што ја предизвикува кај засегнатиот. Во интервјуа со група млади лица на возраст од 20 до 30 години побаравме да ни кажат што значи вистинска љубов. Одговорите беа полни со иронија, но искреност. Вистинска љубов е кога ќе ти кажат дека може да бидеш уметничка верзија на себе, без осуда, само поддршка, рече млада студентка. Друг додаде: тоа е кога ја поддржуваш личноста дури и кога има грешка. Не да ја скокнеш, туку заедно да ја поправите. Дали би простиле неверство? Не. Зошто не би простиле неверство? Затоа што не сме ние такви да вараме, па не ќе мини нас да не вара никој. А вие? Исто и јас, како неверство ќе простиш? Мене ќе ми прости. Нема на. А? Не? Така е. Па и ја не простувам. Од да ви кажеме, ценотно сме без партнери двете. Не напушти ја горе отидува. Така да Не оставија сега слободни да шетаме, да уживаме малку. Опростено им е се сега. Слободата е најдобро. Опростено им е нив. Ма ние... Простено. Да. Дали би простиле неверство? Не, никако. Никако. Слушај, треба да процениш прво
пред да го изневериш некого. Тоа. Неверство не би простила никој пат, затоа што не е добро тоа. Мислам, ако евентуално е во брак, мислам, за мене недозволиво е тоа. Мислам, само би ја отворила вратата и би си отишла без поздрав. Без поздрав, да. Зависи во каква извинување, ако има некој разлог сван. Ако ме изневери, можда би опростил, би сватил, али не би опростил ако со мене не сенти да разговари, да ги каже стварно разлогот и нема проблем. Тоа е највише во неверството и малце моеме да комуницираме, да седиме да направиме еден муавет. И тоа е најважно. Иначе не го опростам така едноставно, затоа што го сваќам како неправилно едно нешто што не би требало да толиквит на двојца млади било. Не би простил. Не. Зошто? Затоа што така не би простил. Ти би изневерил? Не. Јас ако би останал верен. И не сакам да изневерам, ни да ме изневера. Дали би простил неверство? Не. Не? Зошто? Па не знам. Нема тој да го изневери. Да. Како да те изневери? Точно, жената ми е верна. Добро, тоа е најдобро, браво. Тогаш. Зашто? Не може да поднесам. Не разбираш? Не би го поднесел тоа. А дали... Сум верен и сакам да ми се врати. Дали ме разбирате? Иначе кога би бил ја неверен, нека те реона. Сакате да ми кажете дека немате изневерено? Таа што ја сакам, не ја имам изневерен. Тоа е најдобро. Нашето истражување ја свати оваа тема како одраз на општествен став. Некои поради тоа што го доживуваат неуспехот на бракот како личен родов неуспех, избегнуваат да стапат во брак. Други поради тоа што правилата, монотонија, финансиска изложеност, семејни очекувања ги терат да останат во формални врски што веќе не носат љубов. Меѓу младите доминира мислата дека бракот е избор, а не цел сама по себе, но и предупредувањето дека без емоционална зрелост и искрена комуникација, тој вредносен печат брзо избледува. Во рамките на нашето социолошко истражување ги споредивме ставовите и одговорите. Децидни со не, никогаш нема да простам, најчеста и најгласна реакција. Популацијата наведува дека неверството е крај на довербата и дека еднаш пресечено повторно градење во повеќето случаи е невозможно. Одговор како можеби по разговор. Овие испитаници признаваат дека во зависност од причините и од начинот на кој партнерот ќе пристапи. Со искрено каење, терапија, диалог, простувањето може да биде опција, но сите нагласуваат дека тоа бара многу време и искрен труд. Да се вради ли довербата во ерата на скршените обврски? Во една реченица, неверството се уште боли и тоа многу повеќе во модерен контекст, каде полесно отколку порано може да раскинеш и да се премислиш, но не и да лечиш рана. Разликата е тоа дека за постојано прикажан свет на инспиративни приказни и љубов што наликува на емотикон, искрено свикувањето го изневери, заврши, станува поопшто, а вербата со човечка зрелост ранлива. На крај, ова не е само анкета, ова е рефлексија на нашите времења. Време кога врските поминуваат низ филтер на медиумите, кога љубовта се преведува во мемиња, а вредностите се тестираат на судот на екранот. Но токму затоа, секое не што го кажуваме, секое дај уште една шанса што го даваме, има тежина. И веруваме дека и покрај се љубовта не исчезнува, само треба храброст да се преживее времето во кое живееме.